Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, зборува и денеска низ мене. Има една навика, како да речеш, поука во една голема заедница, дека ти го знаеш Словото, дека си спасен, цитираш стихови, по благодат сме спасени, еднаш спасен за секогаш спасен, крвта негова не исчисти, како да се тоа таблица за множење, например, научена од мали деца, или редиш стихови како некои цигли. Знаете, не е суштината да ги зборуваш стиховите, не е ова надпревар колку стихови знаеш. Например, слезе на една средба сила во проповедта и наместо да научиш да молчиш во присуство на Бог, луѓето се молат после, голема група бевме 20 на 30 луѓе, тој кажува стихови, цита. Значи, ти немаш почит кон духот што слегол, ти кажуваш своји стихови и кажуваш поуки. Тој е тој возгордеан вавилонски, ајде да го наречам протестантски дух, дека си спасен, дека знаеш, а за другите што да зборувам, кои се телесни заедници. И не дозволуваш, зборуваш од себе, ја бараш својата слава, колку стихови знаеш, колку ти го познаваш Словото, сакаш да ги фасцинираш. Доаѓа, например, на средба, на 3-4 средби бил и почнува да поучува, без никој да го покани. Ете, тоа е тоа, не си научил да молчиш во присуство на Таткото Небесен Исус, кога Духот зборува, ти треба да молчиш, за да можеш да слушнеш што ти зборува, што сака да ти каже Таткото во Духот Исусов. Ти мора да научиш да молчиш во присуство на Бог, на Таткото, на Исус. И затоа првото што им го кажувам во заедницава, научи да молчиш во присуство, во Божјото присуство, да слушнеш што сака да ти каже. Не зборувај од себе. Тој процес тешко може да го разберат телесните луѓе, без дух, дури откако ќе дојде духот, откако ќе се исчиса тој вавилонско протестантски возгордеан дух, можат да разберат, да примат, да се исчисти срцето од сето тоа знаење, дека ти го знаеш, си го спознал Словото, Исус знаеш, гледаш, слушаш и гревот ти останува. Ете, токму тоа е важно. Научи да молчиш во присуство на Исус, за да му дозволиш да го слушнеш неговиот глас вистински и тој да зборува низ тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата, Исусе и само Исусе. Амин, до Царството Божјо. Амин.